Можно е користење на дневната ефтина струја, смета премиерот Димитар Ковачевски, надоврзувајќи се на претходната најава од Регулаторната комисија за енергетика на денешниот заеднички прев со европскиот представник Дейвид Гир. Доколку ЕСМ продолжи со реализацијата на зголемено производство, тоа ќе биде аргумент плюс кој ќе му овозможи на Регулаторната комисија за енергетика да носи одлуки во интерес на граѓаните. Ние правиме се што е во наша моќ, а тоа е да го реализираме планот за зголемено производство, за цената да биде стабилна и граѓаните да користат ефтина тарифа. Дали истата ќе има проширени интервали на користење, во текот на наредниот период ќе покажат анализите на Регулаторната комисија за енергетика. Неодамна првиот регулатор Марко Бислимовски најави можно враќање на дневната ефтина струја, напоменувајќи дека за тоа треба да се почека крајот на грејната сезона. Оценката на Бислимовски доаѓа од обемот на зголеменото домашно производство и за штедите на струја, што се своевиден сигнал за враќање на дневната ефтина струја. Позитивните трендови продолжуваат, намалени се загубите, а ЕСМ може да има дополнителни приходи од продажбата на вишоците. Така што имаме добар материјал за почеток на дискусија за враќање на ефтината дневна струја. Објасни Бислимовски. За сега граѓаните користат ноќта ефтина струја од 22 до 6 часот наутро, како и во недела цел ден. Дневната ефтина тарифа е укината од декември 2021 година.